Со интензивни инвестиции во патната инфраструктура во последните 3 години се пофали градоначалникот на Берово Драги Наџински на прославата на Денот на градот. Обновување на патната инфраструктура која со сигурност тврдам дека носи заврзан економски развој, побрз проток на стоки и луѓе. Се реализираат капитални инфраструктурни проекти како реконструкција на постоечки патишта и изградба на нови. Освен ова, општината максимално се залагала да го олесни процесот на легализација на објектите на населението. Како општина излегуваме секогаш кон потребите на граѓаните за побрзо легализирање на бесправно изградените објекти, со тоа што им овозможуваме тие да бидат ставени во владение во нивните имотни листови. Ова се дел од проектите со кои Наџински се пофали пред беровчани, но него малкумина можеа да го слушнат зашто Берово ја дели судбината на останатите општини во регионот. Па населението драстично се намалува, а оние што останале одвој крпат крај со крај. Младите бегаат, пола Берово е празно. Отидоа Италија, Швајцарија, Германија. Нема работа. До 28 август до Богородица што велат. Живо ве гледате полно. После празно. Нема пари, тоа е мизерија. Деца не работат, нема дека да работат. Имам 2 деца, самохрана мајка без работа и двете. Нема работа, никој не ги прими и што да кажеме, сиромашчија. Токму иселувањето на младите според овдешните жители е еден од најголемите проблеми за развој на општината. Сакаме да развиваме туризам и тие услови без млади не бива. Ова може да се реши единствено со поголем ангажман на сите и отворање на нови работни места, но нив засега во Берово ги нема. И оваа година и кој знае колку после неа беровчани на полн град ќе се радуваат само за голема Богородица. Потоа по новиот асфалт низ беровските улици и села малкумина ќе одат.